дали оние што се револтирани од условните казни за насилниците, сега може да се организираат на протест, да влезат во обвинителството и во судот, да ги маваат со столови, стативи и шипки обвинителот Марковски и судиката Ангеловска-Васевска, да ги раскрварат, а потоа обвинителот Марковски да им поднесе обвинителен предлог за учество во толпа, тие да кажат дека се каат, а судиката Ангеловска да им пресуди условни казни. Сосема легитимно е вашето прашање. И условите кои што ги воспостави оваа постапка и стандардите кои што ги воспоставува од аспект на генерална превенција, упатуваат токму на тоа. Јас со пратеници правејќи муавет, тие решетки метални, вика само со ток може да ги преби. И едино тука може да се повредат тие однадвор како стампедо што сакаат да влезат на решетки, а никако натре да влезат и да повредуваат. Пратениците се помагачи или со учесници? Значи со извршители. Duke e parë rastin se si u dënuan këta me dënim me kush, do kisha thënë më mirë të presim pak, të ketë pak ndryshime dhe dënohen nga një gjyqësi më e mirëfillt, sepse edhe ata me siguri jo dënim me kush, po vërejtje gjyqësore mund të marrin nga këto gjykata. Ова е исто како да има случаи во кои што двајца почнуваат вербална расправија, едниот му удира шамар, па бокс, на крај вади пиштол и го убива другиот, а обвинителот решава да подигне обвинение само до удирањето боксови. Значи оваа власт направи нешто у судството како булдожер во порцеланска продавница, значи се искрши.